Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На ова видео ќе опфатиме се за падежот датив. Односно, на почеток ќе ги повториме останатите падежи, ќе кажеме што е датив и кога се користи, потоа лични заменки во датив, род на именките во датив, присвоен член или присвоени заменки, глаголи и реченици во падежот датив и на крај ќе направиме мала веžба. Die Fälle или падежи. Германскиот јазик содржи 4 падежи. Првиот падеж е номинатив. Тој го означува вршителот на дејството во реченицата. Или номинатив е субјектот или подметот. Номинатив го означува оној кој ја врши активноста. Некој или нешто. Одговара на прашалните зборови веа или кој и вас или што. Вториот падеж кој го учевме во претходните видеа е четвртиот падеж или акузатив. Тој го означува директниот предмет во реченицата. Е оној врз кој се врши активноста. Врз некој или врз нешто. Акузатив одговара на прашалните зборови вен, за кого, или вас, што. Третиот падеж е падежот датив или падежот кој ќе го учиме на ова видео. Тој го означува индиректниот предмет во реченицата. Датив во реченицата е оној кој на индиректен начин е поврзан со активноста и одговара на прашалниот збор вем или кому или прашалниот збор во или каде. И последниот падеж е падежот генитив, кој е означен како втор падеж и се користи за изразување на сопственост при говор во реченицата. Во претходните видеа на А1 ниво учевме за номинатив и акузатив, а на денешното видео ќе учиме за датив. Како се одлучува кој дел во реченицата спаѓа во кој падеж? Како што кажавме, номинатив е оној кој ја врши активноста, акузатив оној врз кој се врши активноста, датив е оној кој е индиректно поврзан со активноста. Според тоа, во секоја реченица можеме да одлучиме кој дел од реченицата спаѓа во кој падеж, според тоа дали е вршител или врз него се врши активност, или според прашалните зборови на кој збор одговара. Сега ќе видиме мал пример. Ich bin Марија или јас сум Марија. Оваа реченица спаѓа во номинатив. Зошто е тоа така? Во реченицата има еден вршител на дејството или субјект. Тоа е јас и одговара на прашалното зборче кој, одговорот е јас, и на прашалното зборче вас или што, одговорот е сум. Втората реченица е за акузатив. Ich esse Hähnchen jeden Tag. Јас јадам пилешко секој ден. Оваа реченица спаѓа во акузатив, бидејќи има еден вршител на активноста, или јас, има еден директен предмет, или пилешкото, и одговара на прашањето што. Значи, прашањето што, одговорот е јадам пилешко. Третата реченица ќе опишеме за падежот датив. Das Auto ist hinter dem Haus. Автомобилот е зад куќата. Оваа реченица е во датив, бидејќи има еден вршител на активноста, автомобилот, има еден индиректен предмет, тоа е куќата.
и одговор на прашањата каде или во, одговорот е зад куќата. И ќе кажеме уште една реченица во датив. Ich gebe meinem Mann einen Kuss. Јас му давам бакнеш на мојот сопруг. Во оваа реченица имаме исто така еден вршител на дејство или јас. Имаме еден директен предмет или бакнежот. Еден индиректен предмет, а тоа е сопругот. И се одговара на прашањето кому или вем, а одговорот е на сопругот. А сега ќе објасниме со друг пример. Како што кажавме, имаме номинатив, акузатив и датив. Првата реченица од долната табела е во падежот номинатив. Таа има само еден вршител на дејството, односно субјект или подмет, а тоа во случајот е Tim. Wer ist das? Кој е тоа? Das ist Tim. Ова е Tim. Значи на прашалниот збор wer или кој, одговорот е Tim. Во реченицата се користи глаголот sein, кој е конјугиран зависно од субјектот. Во случајот е во трето лице еднина, односно ist. Втората реченица е во падежот акузатив. Was hat Tim? Што има Tim? Tim hat ein Geschenk. Tim има подарок. Во реченицата Tim е номинатив, а подарокот е акузатив. Значи на прашалниот збор кој, одговорот е Tim. А прашалниот збор што, одговорот е подарокот. Tim е вршителот на дејството, значи кој има подарок, Tim има подарок. Значи тој е номинатив. А подарокот е оној врз кој се врши активноста. Кого го имаат, подарокот го имаат. Значи тој е во акузатив. Третата реченица е за падежот датив. Во неа, значи wem gibt Tim Geschenk? Кому му дава Tim подарок? Tim gibt Thomas ein Geschenk. Tim му дава на Томас подарок. Во реченицата Tim е номинатив, бидејќи е вршителот на дејството, тој дава подарок. Подарокот е оној врз кој се врши дејството, значи подарокот е даван, а Томас е оној кој е индиректно поврзан со активноста. Кому му е даден подарок? На Томас. А сега да продолжиме со датив или трет падеж. Што е датив? Датив е третиот падеж во германскиот јазик. Падеж кој е многу различен од останатите падежи. Го означува оној кој е индиректно поврзан со активноста или е индиректниот предмет во реченицата. Кога се користи датив? Во речениците каде што има глагол и два или три субјекти. Односно, во реченици каде што има вршител директен предмет или вршител директен предмет и индиректен предмет. Индиректниот предмет кој го означува датив може да биде личност или предмет. Да видиме пример. Die Mutter kauft der Tochter ein Kleid. Мајката и купи на ќерката фустан. Во оваа реченица, мајката спаѓа во номинатив, kaufen глаголот купува, означен со жолта боја, ќерката или тохта
е во случајот индиректниот предмет или датив и фустанот е акузатив. Уште еден пример. Петра kocht dem Mann eine Suppe. Петра му готви на сопругот супа. Во оваа реченица исто. Петра е вршителот на дејството или номинатив, означена со плава боја. Kochen или готви со жолта боја, глагол. Ман со зелена боја е индиректниот предмет и во реченицата е датив. И зупе, супата е акузатив, означена со црвена боја. Како се користи датив во реченица? Датив, како што кажавме, одговара на прашалните зборови вем или кому и во или каде. Например, Wo steht der Junge? Der Junge steht hinter dem Tisch. Значи, каде стои момчето? Момчето стои зад масата. А сега да објасниме со пример и слика за датив. Имаме неколку дадени реченици. Првата реченица од долната табела е во падежот номинатив. Зошто е тоа така? Wer ist das? Кој е ова? Das ist Lukas. Ова е Лукас. Во првата реченица има само еден вршител на дејството или субјект, односно подмет, а тоа е Лукас. Значи, на прашалниот збор wer или кој, одговорот е Лукас. Во реченицата се користи глаголот sein, кој е конјугиран зависно од субјектот, а во случајот во трето лице еднина. Втората реченица е во падежот акузатив. Во неја имаме два подмети, Лукас и мантилот. Лукас во реченицата е номинатив, а мантилот е во акузатив. Значи, was hat Lukas? Што има Лукас? Lukas hat einen Mantel. Лукас има мантил. Значи, во оваа реченица, на прашалниот збор кој, одговорот е Лукас, а на прашалниот збор што, одговорот е мантил. Лукас е вршителот на дејството, значи тој има мантил, а мантилот е оној врз кој се врши активноста или дејството, значи мантилот го имаат. И според тоа тој е акузатив. Третата реченица е реченица на падежот датив, во неја Лукас е номинатив, а облаците се датив. Во fliegt Lukas? Каде лета Лукас? Lukas fliegt über der Wolke. Лукас лета над облаците. Лукас е номинатив, облаците се датив. Зошто е тоа така? Лукас е вршителот на дејството, тој лета, а облаците се оној кој е индиректно поврзан со дејството. Значи, над нив се лета. И последната реченица е исто така реченица за падежот датив. Во неја Wem gibt Lukas seinen Mantel? Кому му дава Лукас, му го дава Лукас неговиот мантил. Lukas gibt dir seinen Mantel. Лукас ти го дава на тебе неговиот мантил. Во оваа реченица Лукас е номинатив, мантилот е акузатив. Во реченицата има три субјекти: Лукас, ти и мантилот. Лукас е вршителот на дејството, значи тој дава мантил. Мантилот е оној врз кој се врши дејството, односно мантилот е даден, а ти или на тебе или дија е оној кој е индиректно поврзан со дејството.
Продолжуваме со персонал прономен им датив или лични заменки во датив. Личните заменки се специфични по лица, број, род и падежи. Односно, може да бидат во прво, второ или трето лице, во еднина или сингулар, или множина, или плурал. Потоа според родовите, машки, женски или среден род, и според падежи, номинатив, акузатив и датив. Во следната табела, прво ќе ги повториме номинатив и акузатив, личните заменки, а потоа ќе ги споредиме со дативните лични заменки. Значи во номинатив, прво лице сингулар, имаме их или јас. Второ лице ду или ти. Трето лице еднина еа или тој. Зи или таа. Ес тоа. А во множина прво лице вија или ние, ија или вие, зи или тие и зи или учтива форма вие. Во акузатив имаме малку различно. Прво лице еднина е мих или мене ме. Дих, тебе те. Трето лице ин или него го. Зи, неа ја. И ес, него го за среден род. Еднина. Прво лице множина во акузатив унс или нас не. Потоа ојх, вас ве. Зи, нив ги. И зи, кога се зборува формално или кога зборуваме учтиво, со персирање вас ве. А сега да споредиме за датив. Во датив, прво лице еднина имаме мија или мене ми или на мене. Потоа дија, тебе ти или на тебе. Им, нему му или на него. Ија, неизе и или на неа. Им, нему му или на него за среден род. Во множина унс или нам ни или на нас. Ојх, вам, ви или на вас. Инен, ним им или на нив. И инен во учтива форма вам, ви или на вас. А сега да видиме некои примери. Од левата страна ги имаме личните заменки во датив за подсетување, а на десната страна ќе кажеме за секоја лична заменка по една реченица за пример. Er kauft mir ein Handy. Тој ми купува на мене еден мобилен телефон. Kann ich mit dir kurz sprechen? Може ли јас со тебе на кратко да зборувам? Wir sollten ihm helfen. Ние би требало нему да му помогнеме. Kannst du ihr eine Flasche Wein bringen? Можеш ли ти неизе да ја донесеш едно шише вино? Das Essen schmeckt ihm nicht.
јадењето на него не му е вкусно. Der Film gefällt uns. Филмот нам ни се допадна. Или ни се допаѓа. Ich schreibe euch eine Mail. Јас ви пишувам на вас mail. Ich antworte ihnen. Јас на нив му одговарам. И последен пример. Wie geht es ihnen? Како ви е на вас или како ви оди? А сега продолжуваме со род на именките во датив. Во германскиот јазик знаеме дека има три родови на именките. Маскулинум или машки, фемининум или женски и неутрум или среден род. Родовите на именките во датив се скроз различни од останатите падежи. Во оваа табела ќе опишеме родови и зависно од дали се работи за членувана именка, нечленувана именка, присвоен член или негација на нечленувана именка. Значи за членувана именка во машки род имаме dem. За нечленувана именка einem. Присвоен член meinem. И за негација keinem. За женски род имаме за членувана именка der, нечленувана именка eine, присвоен член meine и негација keiner. За среден род во датив имаме исто како за машки род, односно dem, einem, meinem и keinem. А за множина имаме den, за членувана именка, за нечленувана именка множина немаме, присвоен член имаме meinen и негација на нечленувана именка keinen. Да спомним останати правила, значи датив наставките како што се dem, der се менуваат во зависност од лицето. Не треба да се мешаат der од номинатив за машки род и der од датив за женски род. Датив во трето лице множина, освен што е den, плюс се додава буквата Н на именката. Например, den Häusern или den Kindern. Значи, ако Kinder во номинатив било die Kinder или деца, во датив се променува во den Kindern. На овај слайд имаме три табели во кои можеме да споредиме разликите меѓу номинатив, акузатив и датив. Значи, како што кажавме, во машки род на номинатив имаме der, што е исто за женски род во датив, der. А сега да видиме некои примери. На горната табела ги имаме за подсетување дативните родови на именките, а во долната табела примери за секој од нив. Ich bin in dem Kino. Јас сум во кино. Er spricht mit einem Mann. Тој зборува со еден човек. Ich zeige es meinem Bruder. Јас му покажувам на мојот брат.
Ich schreibe mit keinem Freund. Јас не пишувам со пријател. Тоа беше за машки род. Сега за женски род. Das Bild hängt an der Wand. Сликата виси над зидот. Sie sitzt neben einer Frau. Таа седи до една господја. Ich gebe meiner Tochter einen Kuss. Јас му давам на мојата ќерка бакнеж. Ich schreibe mit keiner Freundin. Јас не пишувам со пријателка. За среден род, ich fahre mit dem Auto. Јас возам со колата или со автомобилот. Ich fahre mit einem Auto. Јас патувам со автомобил. Gegenüber meinem Haus ist ein Park. Наспроти мојата куќа има парк. Ich fahre mit keinem Auto. Јас не возам со автомобил. И за множина er steht zwischen den Autos. Тој стои меѓу автомобилите. Morgen fahre ich zu meinen Eltern. Сабајле јас возам кај моите родители. Ich schenke keinen erwachsenen Leuten Spielzeugautos. Јас не му подарувам на возрастните луѓе количиња. Присвоен член во датив. Во германскиот јазик за секоја заменка постои присвоен член. Например, за заменката тој имаме присвоен член негов или негова. Присвоените членови се специфични по род, лице, број или падеж. Присвоените членови во датив се скроз различни од останатите падежи. А сега да видиме една табела. Во табелата имаме машки, женски, среден род и множина. Прво лице, еднина, meinem или мој. Deinem или твој. За машки род. Seinem или негов. Ihrem или нејзин. Unserem или наш. Eurem, ваш. Ihrem, нивен и Ihrem или ваш кога зборуваме формално. За женски род имаме meine или моја, deine или твоја, seine, негова, ihre, нејзина, unsere или наша, euer или ваша, ihre или нивна и исто ihre или ваша. За среден род имаме meinem или мое, deinem или твое, seinem или негово, ihrem или нејзино, unserem или наше, eurem или ваше, ihrem нивно и
ирем или важе. Може да се забележи дека за среден род и за машки род еднина имаме ист присвоен член во датив. Кога сме кај множината, имаме мајнен или мои, дајнен, твои, зајнен или негови, ирен, нејзини, узерен или наши, ојрен или ваши, ирен, нивни и ирен или ваши. Иако изгледаат сложено, може да се забележи дека се е исто, само што се променуваат наставките зависно од тоа за кој род зборуваме. На овај слайд ги имаме присвоените членови од номинатив и акузатив, за кои можете да повторите подетално во претходните видеа за соодветниот падеж. Значи присвоените членови за номинатив и акузатив се исти, освен за машки род. На овај слайд имаме споредба меѓу номинатив и датив. Да забележиме дека во датив имаме скроз различни наставки. А сега да видиме некој пример. Горната табела ги имаме дативните присвоени членови за повторување, а во долната табела ќе извежбаме примери. Макс седи покрај неговата сопруга. Сопруга на германски спаѓа во женски род. Според тоа имаме Макс steht neben seiner Frau. Јас се јавувам со мојот телефон. Телефон или хенди на германски е во среден род. Ich telefoniere mit meinem Handy. Трета реченица, јас играм со моите деца. Деца на германски е во множина. Ich spiele mit meinen Kindern. Ние играме со нашите деца. Wir spielen mit unseren Kindern. Јас зборувам со нејзината пријателка. Ich spreche mit ihrer Freundin. На мојата маса стои лаптоп. Auf meinem Schreibtisch steht ein Laptop. Што стои на твојата маса? Was steht auf deinem Schreibtisch? Родителите му помагаат на нивните деца. Die Eltern helfen ihren Kindern. И последна реченица. Автомобилите припаѓаат на неговите родители. Die Autos gehören seinen Eltern. Сега продолжуваме со глаголи во датив. Глаголите во германскиот јазик може да се користат само во еден падеж, например во акузатив, во повеќе падежи, пример и во акузатив и во датив, а најголем дел од глаголите што се користат во датив се gefallen или се допаѓа, gehören или припаѓа, geben дава, helfen или помага, потоа fehlen недостасува, folgen или следи, glauben мисли,
stehen, стои, passen, odgovara, passieren, се случува, kaufen, купува, schaden, наштетува или щети, schmecken, вкусува, vertreuen, се доверува, wehtun или боли, es geht или оди, потоа antworten или одговара, гратулиран, честита, schenken, подарува и многу други. Глаголот во датив реченица се конјугира според подметот. Да видиме неколку примери со реченици со дативни глаголи. Првиот глагол или passen, die Jacke passt mir nicht. Јакната не ми одговара. Es geht mir gut. Супер ми оди. Das Kind hilft seiner Mutter. Детето и помага на неговата мајка. Er spricht mit seiner Freundin. Тој зборува со неговата пријателка. Wir gratulieren dem Lehrer. Ние му честитаме на наставникот. Auf meinem Schreibtisch steht ein Laptop. На моето биро стои лаптоп. И последна реченица, der Professor antwortet den Studenten. Професорот му одговара на студентите. И како последен дел од ова предавање имаме реченици во датив или датив зетце. Во следните реченици подметот или вршителот на дејството, кој ќе е номинатив, ќе е означен со плава боја, глаголот со жолта, директниот предмет или акузатив со црвена, а индиректниот предмет или датив со зелена боја. Ich telefoniere mit meinem Handy. Јас се јавувам со мојот телефон. Цигаретен schaden den Gesundheit. Цигарите му штетат на здравието. Es gefällt mir sehr gut. Ми се допаѓа мене многу. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Јас ви благодарам вас за вашата помош. Das Auto gehört dem Vater. Автомобилот му припаѓа на таткото. In einem Monat fahre ich in den Urlaub. За еден месец јас одам на одмор. Die Tasche steht neben dem Schrank. Ташната стои покрај орманот. Das Buch gefällt dem Mädchen. Книгата и се допаѓа на девојчето. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Јас зборував на телефон со мајка ми. Ich bin bei meinen Freunden. Јас сум кај моите пријатели. И последна реченица, die Jacke passt mir nicht. Јакната не ми одговара на мене. И за крај да направиме мала вежба, да видиме што сме запамтиле. Обидете се да обележите со соодветната боја делот од реченицата кој одговара на соодветниот падеж. Ich spiele Karten mit dem Freund. Јас играм карти со пријателот. Помош. Ich е номинатив, картите се акузатив, а пријателот е датив. Следна реченица. Mein Buch
ist auf dem Tisch. Мојата книга е на масата. Книгата е номинатив, а масата е датив. Обидете се да ги пополните зборовите кои недостасуваат со помош на погоре понудените зборови. Автомобилот е зад куќата. Das Auto ist hinter dem Haus. Мантилот не ми одговара. Der Mantel passt mir nicht. И последна реченица. Јас се возев со мојот велосипед. Ich habe mit meinem Fahrrad gefahren. Да направиме кратко резиме. Германскиот јазик содржи 4 падежи. Тоа се номинатив, акузатив, датив и генитив. Датив е третиот падеж во германскиот јазик, падеж кој е многу различен од другите падежи и најчесто е најтежок за учење кај почетници. Тој го означува индиректниот предмет во реченицата. Датив го означува оној кој на индиректен начин е поврзан со активноста и одговара на прашалните зборови вем или кому и во или каде. Ако во реченицата има еден субјект, тој е номинатив. Ако во реченицата има два субјекти, едниот ќе биде номинатив, а другиот акузатив. А ако има три субјекти, тоа ќе бидат номинатив, акузатив и датив. Се надеваме дека објаснивме доволно добро. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк и субскрайб. Не заборавајте да ги следите видеата за останатите падежи. Следете не на YouTube ако сакате да ги гледате следните видеа кои ќе се снимаат. Данке!